Здравствениот систем кубури со медицински сестри. Анализата на Унијата на Здруженијата за нас, предводено од Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки, покажало дека во јавните здравствени установи во државата недостигаат 6000 медицински сестри. Оттаму велат дека огласот кој во моментов е во текст за вработување на 240 медицински сестри не значи вработување на нов кадар, туку трансформација на веќе постојни вработени од договор на дело во редовен работен однос. Што значи дека со тоа не се надополнува бројката, дека останува дефицитот и понатака, затоа што сите овие се веќе со нив е инициран дефицитот. Знаете како има проекции во систематизациите во здравствените институции каде што треба сестрите да се пребројат и тие систематизации ги бројат сестрите врз основа на потребите и бројките. Број на лекари, крејат на зафатни на број на пациенти. Се знае точно на секој одел, на секој дел каде колку сестри се потребни. Бешлиовска информира дека најголем недостиг има од медицински сестри во стационарите каде што се лежечките пациенти, но и голем дел во специјалистичко-дијагностичките методи каде е потребна и стручна и специфична добука за работа. А во стационарите значи имаме голем дефицит и заради сега со летните, со годишните одмори, болниците се ставени во ситуација да мора да затвараат оделенија, да фузираат оделенија, значи за да можат персоналот да го надополнат од едно во друго оделение. Ма така не се решава проблемот, така ги достасува сестрите синдромот на согорување, бърнаутот уште повеќе. Дополнително вели Бешлиовска, преку НОК не се создаваат инструментарки, анестетичарки, хируршко-медицински сестри или за диализа, а најмалку може тоа да се направи со затворање на одели и фузирање или префрлање на сестрите од едно на друго оделение. Ставот на за нас е дека и политиките на менеджерите во болниците треба да се водат кон планирање на нови вработувања, но и до едукација и до образование на медицинските сестри, но и влог во точни бројки и стандарди за да се има ефикасност на болниците, која се мери во скратување на болничкиот ден на пациентите, што зависи од медицинските сестри кои водат грижа за пациентите. На пазарот на трудот има медицински сестри со стручно знаење, смета таа, но е на став дека здравствениот систем не ги препознава и не ги отвара вратите за нив. Сепак и таа бројка не е доволна за да се пополни дупката од 6000 медицински сестри во јавно-здравствениот систем. Агенцијата за вработување последната бројка им е 742. Не постоја. Тоа е само една бројка која што мислам немојте да ја земате за сериозна. Нити ги има, нити постојат. Или ќе ги сретнете во бутици, ќе ги сретнете во кафичи, во козметички салони некаде и многу од нив заминати од професијата, заминати од земјата, а еден дел од нив се бројат во Агенцијата за вработување затоа што се договорно дело во болниците. Бидејќи немаат здравствено осигурување, не се статус на редовно вработени, агенцијата ви ги води како невработени. Од за нас очекуваат идната недела да има средба со министерот за здравство за да му изложат проблемите, но и да понудат решенија на проблемите на медицинските сестри, како што се договорите на дело, континуираните конкурси, измени и дополнувања во Законот за здравствена заштита, за Законот за сестри, Комората на сестри, лиценци за медицинските сестри, но и признавање на образованието и квалификациите на сестрите, како и здрава работна средина во која тие треба да работат. Бешлиовска смета дека меѓународниот конгрес на медицински сестри кој треба да се одржи во октомври во Македонија, а на кој ќе учествуваат и председатели на 13 европски и светски институции и асоциации на медицински сестри, но и од болници од странство, ќе изврши меѓународен притисок врз властите во земјава за побрзо решавање на проблемите со кои се соочуваат медицинските сестри.